Она на што би сакал да ставам акцента воедно и да предупредам е дека ништо не е завршено. Дека допрва ние ќе гледаме нови и нови предлог текстови на вакви слични закони, кои што можеби ќе се разликуваат по својата форма и содржина, ќе се работи на тоа формата да биде прифатлива за нас, да бидеме изманипулирани и да ги голтнеме потполно истите идеи кои што ги критикувавме во сосема ново руво. Значи, примерната цел на сите законски решенија кои што ќе бидат носени во името на така наречената родова еднаквост, ќе ја имаат потполно истата агенда, чија што примерна цел ќе биде разнебитување и уништување на семејството, ограничување или потполно одземање на слободата на говор, а преку тоа и на слободата на мислење. Тука немам никакви дилеми. Она на што би сакал да предупредам и што е најголема опасност според мене е апатијата и рамнодушноста пред се на родителите. И навистина би чувствувал дека сме во сериозна опасност со оглед на тоа дека еве ова изборна година кај нас, доколку во различните политички програми кои што ќе бидат понудени од различните партии во нашето општество, не видам барем некаков концепт некој да се одважи да застане во борба против овие дехуманизирачки глобални трендови кои што му дишат во врати на нашето општество. Навистина посакувам и верувам дека ќе видам таква програма. За какво подобро општество ќе зборуваме ако ги срушиме фундаменталните вредности кои што го држат и кои што го крепат. А тоа е пред се семејството. За црквата нема да зборувам, за да некој не каже дека ние сме лично загрозени. Црквата не чувствувам дека е загрозена, ниту дека било кој и било што може да ја загрози. Црквата ќе постои и ќе обстои до крајот на вековите. Последното нешто што ќе остане да постои во овој свет, паралелно со неговото постоење е црквата. Така да за црквата воопшто не го зборувам ова за да, како што велат, ние себе си се заштитиме или гледаме, надзираме опасност за самите себе. Еве со тоа ќе завршам. Најголемата опасност е доколку во политичките програми на било која партија не видиме таков концепт.